Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Се надевам дека ве наоѓам во добро расположение, бидејќи на некој начин ние денеска и треба така да биде. Ја им се извинувам на сите гледачи од другите градови низ Републиката, но денеска е денот на Скопје. На некој начин Скопје си слави еден свој празник, тој е денот на ослободувањето и по тој повод, за разлика од оние стандардни манифестации, отварање трки, ликовни изложби, спортски манифестации, јас вечерва мислам дека го поканив најкомпетентниот човек, бидејќи најкомпетентниот човек во врска со нашиот град. Даниел Коцевски, хроничар на Скопје. Господине Коцевски, добро вечер, добро дојдовте. Добро ве најдов. И честитки прво до сите граѓани на Скопје. Им го честитам овој голем празник, денот на ослободувањето на Скопје. А ја користам оваа прилика и тебе да ти честитам и празникот и новата серија емисии, да имаш многу успех. Благодарам, благодарам. Вие се со годините наназад, ја искрено да ви кажам, не знам ни што работите, ни кај работите, но ја го знам Чичко Данило, хроничарот на Скопје со најтоплите и најпрекрасни приказни за градот што ги слушам. Ја имам баги децении во овој град и имам навистина многу приказки, но вие како да сте живееле 2000 години во овој град, кога ве слушам. Па јас сум живеел 2000 години во овој град затоа што го опишувам Скопје од пред 2000 години. Знаете како е, Јанко? Овој град е долговечен. И во последниве години си размислувам и во последно време, толку многу да можеш да пишуваш за еден град без да се исцрпеш. Значи дека градот е долговечен. Има многу историја. Многу енергија. Многу енергија. Добро, да ве прашаме вака. Дали вие ги следите адхок ми е разговоров, на вистина ништо не се договаравме како ќе возиме, па еве да видиме и ја не знам кај ќе ме доведе. Но еве прво што ми се наметна, рековте 2000. Дали ги следите вие археолошките научни истражувања во врска со Скопје? Што се, дали ги следите тие наоди историски и така натаму? И зашто рековте 2000? Скопје нема ли малце подолга некоја историја? Па има и подолга историја. Има и од 5-6 години и поназад. Ако ја сметам и историјата од Калето, праисторијата и така натаму, има и повеќе. Но се смета дека официјалната историја, да речеме, од Октавијан Август, од римското Скупи, од 14 година, пред нашата ера, од тогаш се смета дека градот Скопје со Скупи настанувањето, всушност почнува таа негова градска. Инаку е тој постар, многу постар е како град, но се смета од таа година дека еве има повеќе од 2000 години, од тогаш дури се одбележуваше таа 2000 годишнина пред неколку години. И мислам, значи мислата е дека знаете како, тоа е сериозна работа. 2000 години и повеќе, да речем, ако се вратиме и во праисторијата, морате да следите се. Од археологија, од записи. Јас сум имал страшни маки да дојдам до некои записи, до некои белешки, до некои... Затворен ли е тој круг? Знаете како е тоа, Јанко? Например... Или не се објавуваат тие делата? Тие се објавени некогаш. Па ги нема сите. Па некој ги има, некој ги нема. Па морате да ги барате по библиотеки. Некој ги земал. Подите по личности, по тавани, по каде и не ќе барате книга некоја стара, што вам ви треба. Така да јас кога почнав фактички тоа да го правам, имаше литература, се разбира, но многу помалку, да речеме, отколку што има денес. И тоа е ваша професионална обсесија? Да, професионал, да речем, условно професионална. Се занимавате со историјата на Скопје? Да, со историјата и со, да речеме, секојдневието на Скопје. Мислам, тоа е она што е убавото. Знам. Вие не го оставате само... Не патувате во времето назад. Вие се занимавате и со градбите денеска, што се гради, како се гради, давате своje мислење и така натаму. Доста интересно. И сега да ве прашам, ајде да почнеме од некаде. Од некаде.
Знаете што ме збуни? Еве, прво што ми паѓа на памет кога би ме прашал за почетоците на Скопје, имам некое чудно, бидејќи ја сум сосема лаик и аматер. И она што сум ги прашувал, например, археолози и така натаму, луѓе кои малку подобро ја знаат оваа работа, но вие на некој начин сето тоа знаење го сублимирате. Па еве да ме прашам за Соет. Јас живеам некаде во центар на градот кај државна болница. И тука се градеше, соседот мој копаше некој темели, нешто градеше некоја куќа. Кога ги ископа темелите, обично тука негдека на 3-4 метра, наоѓаат доста на вода и има оној чакал, како речен. Така. Открија скали. И се сеќам, Чичко Ацо, стариот, и ми вика, вика Јанко, па овдека, вика, Вардар течел. И ја останав сосема збунет. Значи, сепак ајде долинава Вардар, каде што поминува, навистина чудно. Ја не можам да го потврдам ова како дали е научно така или не, но коритото на Вардар имало она, како викаат стручно, дрифт, се поместувало натаму, наваму. Така. И во право е човекот, добро ви кажал. Тоа е многу близко до водно. Вака сега, има тука две теории, од кои Вардар навистина течел малку погоре, но поверојатна е теоријата друга, дека ни Скопје, тоа малку Скопјани го знаат, и ти веројатно не ти е толку познато, дека целото Скопје, не само реката Вардар, било пред себе пресечено со јазови. Течеле јазови низ цело Скопје. Навистина? Еден од тие јазови... Вештачки правени јазови? Јазови кои биле краци на Вардар, да речеме. Добро. Еден се изделувал од Ѓорче Петров. Амстердам? Еден се изделувал од Ѓорче Петров, јас, одел на таа страна, кај што кажуваш ти, до падините на Водно, па свртувал на кај градот, па излегувал на Ново Мало, па на Маџар Мало, кај тебе се влеваш. Маџар Мало мој. Може да замислите кој е тоа приказ. Друг јаз. Ова се огромни зафати? Тоа се јазови природни кои природата ги создава, не само природни јазови? Да. Тоа си биле природни јазови. Друг јаз, например, одел, и тоа е фрапантно, не знам дали тоа го знаете. Не, кажете. Друг јаз одел на кај центарот, кај што е сега градскиот плоштад, кај што некојаш беше кино Младина и куклен театар, да речем кај што е сега Тихом зградата, од Срок центар. Така? Едниот тој јаз, значи, едниот одел горе, другиот одел долу, и замислете, Јанко, тука, во близината на таа зграда, денеска модерна од стакло, која е речиси на плоштад, имало воденица. За кој период ова зборуваме? Ова зборуваме за период на 20. век. Навистина? Да. А од кога постоеле овие вакви јазови? Овие јазови постоеле многу одамна и со тек на времето тие се пресушуваат. Например, по стариве Скопјани што беа... А предпоставам ги користеле... За наводнување. За наводнување, а не како канализациони? Па, не како канализациони. За наводнување, за перење? Да. Дури има, пази, во Скопје, она што помалку е познато, не се знае, многу било развиено бавчаванџиството. И кој ќе кажеш денеска бавчаванџија во Скопје, тоа е пар екселанс бавчаванџија, например, Фенеровци, Дишовци, тоа се цели фамилии кои биле бавчаванџи. И едниот од тие јазови кој проаѓал кај Монопол и по старите кои се веќе изумрени кажуваат дека тука летоска се бањале. Се капеле во тие јазови, а тие бавчи биле тука. Исто за 20 век. Главните, да. Па таа историја многу малку се знае. Така да во тие бавчи што се тука, тие што реков фамилиите Дишовци, Фенеровци и други, они тука ги наводнувале бавчите, а вика ние деца кои бевме, сега тие луѓе се починати, бевме деца и се капевме во јазовите кои поминуваше низ Ново Мало, па во Маџар Мало и така натаму. Овој јазот кој што поминувал од плоштадот, близина на плоштадот, тука кај што била воденицата на Галибек, да се знае името дека на Галибек била туршинот, таа се вливала пред Камени мост тој јаз.
Значи, од тука свртувал лево и тука се вливал во Камени мост. Друг јаз, многу славен, многу познат, е кај електродистрибуција. Сега што е електродистрибуција, што плаќаме струја. Онаа кај грчкиот конзулат или онаа од другата страна? Не, од другата страна на Вардар под Калето што. Под Калето. Па добро, тука е Вардар. Тука е Вардар, али имало јаз кој течел кај сегашна електродистрибуција, се делел од Вардар и течел паралелно. Добро. Тука, на тој јаз е многу значаен за Скопје. На тој јаз живееле познатите славни Шабан Паша браќа. Секаде во историјата на Скопје ќе ги сретнете Шабан Паша браќа. Они тука имале воденица. Зошто биле битни во историјата на Скопје? Многу биле битни во историјата на Скопје, затоа што тука имале своја воденица, после направиле млин, биле едно од најбогатите луѓе во Скопје, трговци, тргувале со брашно, и тие луѓе, верували или не, пред известно време ми се јави од град Скопје да им ги дадам тие податоци, а ќе ви кажам сега зошто. Тие луѓе во 1884 година го купиле првиот трамвај во Виена Шабан Паша браќа. 1884, Јанко, може да замислите кое е тоа далечно време. Неколку години пред... Што направиле со тој трамвај? Се возел низ Скопје одел. На го коњска влеча. Трамвајот во Скопје? Да, ама на коњска влеча бил тоа. На коњска влеча. Во тоа време, во Европа, во градовите, во Виена, па дури во Њујорк има фотографии од 1889-1893 кои одат трамваи на коњска влеча. Прво, одат на коњска влеча со шпедитерски тркала, потоа одат на коњска влеча по шини, 0,60. Тие Шабан Паша браќа го земале трамвајот од Виена и го донеле во Скопје. Ја ги давам тие записи и ми ги побара и од градот. Затоа што спремаат трамвај. Да, сега спремаат трамвај и тоа вика кога дојде тој трамвај во Скопје, таа година, крајот на 19 век, 1880 некоја, тоа беше сензација. Сите се тепаа да одат да се качат на трамвајот. Да платат и да се возат. Ја не знам дали ја имам некој, не ми се допаѓа мене многу таа идеја за трамвај во Скопје денеска. Ми се чини некако насила ќе накалемиме, иако можеби некои ултрамодерни решенија, бидејќи улициве ни се претесни. Подземја не можеме да идеме, единствено има некои грди решенија, но можеби поелегантни, не знам, нешто надземно како Чикаго или што ти ја знам, но сега Станко, во што е штосот сега? Што? Во што е убавината? Дошол трамвајот и одел на коњ. И сега вика описи има во записи. Оди коњот, ама го сретнал пријателот. И овој го запира трамвајот и си прави мојаве со пријателот ново. А добро, ништо... И го запира друг да се качи, немало оние спирки класични на она. И подоцна и Скопската општина купува, значи не само Шабан Паша браќата. Е сега тоа трамвајче што било, стоело под Калето, тука на јазот, кај Шабан Паша браќа кај воденицата, долго време стоело тука, кога веќе не биле во употреба тие трамвајчиња. Потоа Скопската општина купува друг околу 1910-та, околу 1910-1908 и Скопската општина купува. Но како што секојаш има завидливост, па зошто овој го управува трамвајот, па под чие владение е трамвајот, и советниците на тогашната општина, да речеме на град Скопје, 1912 година, донеле одлука веќе да нема никаков трамвај во Скопје и никој да донесува трамвај. Значи, Скопје, кое е било во тек со Европа, ама навистина било во тек со тие трамваи, такви се возеле насекаде. Значи, точно 100 години поминале. Отпусти его трип на крај. Его. И тој што бил на општината рекол, па чеки, јас сакам да имам трамвај. И тие потоа распалиле по вестници, како ти сакаш да имаш трамвај. Немало концесии и не успеале да го решат конфликтот. Сакам да кажам, кој зборуваме за историјата, за убавината на Скопје, за традицијата на Скопје. Еден стар кондураджија кој беше од Мичурин, имаше дуќа на пазар.
може да имаше над 80 години, се уште чукаше како во Пинокио, како во оние бајките. Јас правев разговор со него и ми велеше: знаете што, господине Данилов, навечер, во Скопска квечерина, на калдрма, ќе се појавија Шабан Паша браќа, облечени, дотерани, додат во кино или театар и чукаа со бастумите по калдрмата. И по чукањето на бастумите се познаваше дека се тоа они Шабан Паша браќа. Сакам да кажам која била историјата на целата таа. Потоа се заинтересирав што станало со тие луѓе. Подоцна, каде се, сега што е. И од нашиве турци, некои од нашиве турци, така? Добив одговор дека речиси сите се преселени во Турција. Речиси сите се преселени во Турција, сите заминале тамо. Инаку тоа се Бекир Емин, Сулейман Емин и така натаму и така. Тие биле неколку браќа од тие. Ова е периодот додека се уште Македонија, Скопје е под турска управа. Да, се уште е под турска управа. Дали ајде, тој е некако и поромантичен период, еве, да не се нафаќаме, нели, да не идеме за не знам, во античкото време, но ете тој период кој го спомнувате, дали има, гледам, често вадите многу интересни приказни за одредени ликови што се случувало. Да. Од, не знам, трговски приказни, од политички приказни, од љубовни драми. Ме интересира, дали можеле во тој период, не знам, во турско, во српско, после под српско и така натаму, кога бил под контрола градот, дали имало некои македонци, скопјани, кои, просперирале, направиле нешто за градот, оставиле некаква неизбришлива трага, не знам, уметник или, не знам, боемчина или нешто слично? Има ли такви луѓе, такви ликови градот? Па како не, Јанко, како не, ние практично не ја знаем историјата и знаете како е, што повеќе учиме подобро. Па сите тие биле скопјани, главно биле македонци. Иако тоа било, да речеме, во еден период, вели, кога се создавала бивша Југославија, по еден период војната која доаѓа Бугарија, сите тие биле македонци. Грото било македонското население. И се одвивало на тој начин. Знаете што открив еден фрапантен податок? Хотелот Москва, кој се наоѓа кај сегашен хотел Турист се наоѓа. Добро. И кој го води Доротеј Стојанов, хотел Москва, навечер, во вечерни часови, оди цело Скопје. Место за искачање и забавно било? Место за искачање. И се ја открив еден податок. Интересна работа, во 70-тите и диското беше таму, во диското Турист беше и диското, многу, да. Многу популарно, ако не се лажам. Така? Сега, во истото тоа место, да? И сега, да речеме условно, вечерта пее господја Шана. И народ... Чекайте, ова стварно имало некоја господја? Да. Како рековте? Шана. Шана. Да. Она беа пеачка со оркестар и јас. Да, господј со оркестар. Која година збориме? Збориме за 30 години. 30-тите години. Ова е веќе најромантичниот период, можеби. И сега што се случува, што открив јас, ако внимателно следиш? Господја Шана. Полна се пее нормално во кафана, боеми доаѓаат. Најпопуларната песна на Бис, која била изведувана? Не знам, која? Ајде, слушај, Калеш Бреанџо. А зошто е тоа така, не треба објаснување. Што тој народ шодел таму. Откаде? Сакал да ги чуе своите песни. По своите песни. Сакал да ги чуе. Така. Таа која пеела секакви песни кои биле популарни во тоа време, но кога ќе се запеела во хотел Москва, ајде слушај Калеш Сите на ноза. Тоа било вриштење. Тоа е генот. Тоа е историјата. И кога го снимавме досие Скопје, да, вие сте еден, да кажеме дека досие Скопје, вие сте еден од главните креатори, на досие Скопје, кое навистина беше многу интересно и популарно, на некој начин офати еден добар дел, ама не и се што треба. Велете, никогаш не може, да. И тој што учествуваше
господин Перо, Перо Петровски, и му викам, баш на оваа тема што ме прашувате како е. Добро, викам, Чичко Перо, одевте вие по таму, па секаде одевте. Па како се разбиравте, беше друга власт, како зборувавте? Тој застана, се насмеја, ме погледна и ми рече, Данило, знаеш како зборувавме тогаш во Скопје? Како, викам, Чичко Перо? Па како ја и ти сега. Македонски се разговара. Се разбира дека е тоа така, луѓето си комуницирале. И сакам да ти кажам дека тие аспекти се многу битни. Во сега не се тоа политички аспект, тоа бил обичен живот. Например, во Скопје во тоа време не само што имало боеми, него имало боемчини огромни. Најдов записи кај што, например, во хотел Парис, го имаме тука на една фотографија, меѓу најпопуларните бил хотел Парис, исто покрај Москва. Каде се наоѓал? Хотел Парис се наоѓал кај бившото кино Вардар, што го затворија. Добро. Исто на улица Македонија. Киното Вардар, тука. Тука се наоѓал, добро. И дека таму свирел првиот джез состав, да речеме, во една... Исто 30-тите години. Да, го има по име таму, го има таму, се одржува се. Така да, првите кина... Тоа значи дека имало урбана клика, бидејќи да идеш на джез, не иделе луѓе, нели, уносија што се вика, туку иделе урбани луѓе кои биле модерни, предпоставувам. И открив фотографија. Сето тоа зборува за што пиеле, еве, например, кога седнеле таму по кафаните, што се пиело? Што имате ли такви податоци, еве, например, такви ситници ме интересираат? Па има се пиело вино. Вино се пиело. Прво се пиело вино, после 20-тите години се отвараат многу пивници. Пивници? Да, и таа приказна за скопските пивници е многу богата, бидејќи. Еве, само малку да набрам, дека... Имаме време, слободно. Чиме за пиво... 24-та година, значи... Да? Сега Скопскава пивара што има традиција. Така? Потоа, доаѓа во тоа време белградска пивара Вајферт. Зошто доаѓа? Вајфертово пино. Вајфертово вино? Не, пардон, пиво, не. Вајфертово пиво било многу познато. Во тоа време? Во тоа време. Значи, скопјаните почнуваат со чесите, со чешки овие газди и мајстори. Така? Па доаѓа Вајферт. Вајфертово пиво било меѓу најдобрите. Во Скопје тогаш. Во Европа, во Скопје, на Балканите... Тоа е белградска фирма. Белградска фирма. Тоа е белградска фирма. Добро, тогаш било под српска власт. И на Балкан, па да. Така, нормално било во Скопје. Белград. Имало сараевска фирма за пиво, кој имало складиште во Скопје многу позната. Потоа, она што помалку се знае, за што ја го истражив, тоа имаше и еден напис, за бирарија. Скопската бирарија е во турско време. Добро. Значи, пред да се дојдат предбалканските војни, пред ова, бирарија се отвара во денешната местност бирарија под Црниче. Значи, се што ви ги набраев овие. И што многу ми изненади, многу била присутна и Прилепската пиварница. Прилепската пиварница била многу моćна и во тоа време, и таа била известна конкуренција околу тоа. Кажете ме, значи, тоа... зошто во Скопје имало, ете, ако ве разбрав, некаков пивски бум? Да. Зошто? Па пивски бум затоа што во тоа време се пие пиво во Европа. Така. Во Европа воопшто се пие пиво. Значи влијанијата се големи. Скопје ги се пренесува сето тоа. Затоа се пренесува и музиката. Па се играло, да речеме, што се играло таму, самба, фокстрот. Зошто се играло тоа? Затоа што се играло во Европа. И почнало ни да се носат мода и во Скопје ала франга. Почнува полека. Модата од исток, да. Фустани до колена, што било... До колена. Така. Па некаде сретнав дека и мини имало понекогаш таму. Навистина. Што ме изненади многу. Драматично тоа за... Да, понекогаш, не многу често, дека до таа модата, они, например, тоа. Знаете зошто ме буни? Има впечаток од она што ја велам многу малку и многу аматерски. Дека Скопје било многу конзервативна средина и не трпело такви. И ова што го слушам баш ми е драго и пријатно ми изненадува. Например, имам читано дека во 50-тите години иделе групи
групи на млади момчиња и ако некој по улица го сретнеле со дигната крагна, со подолга коса и слично, го напаѓале, не му нанесувале тешки телесни повреди, али можел на лице место да остане и келав. И такви работи дека им се случувале. Ги нарекувале како битници или нешто така во 50-тите години и едноставно ги сметале дека се отпад на општеството и дека не смеат да се однесуваат така и така натаму и така натаму. Точно. Не, тоа е точно, меѓутоа приказната е уште поширока, Јанко. И уште поинтересна. Не само што ги сметале такви, него, туку, ако си имал коса, да речеме, или шпиц. Аха, добро, шпиц кондуре. Шпиц, коса или ова, значи не си баш... Не си машко. Не си баш во ред као што треба. А не си во ред? Не си. Добро. Иако луѓето се биле, се разбира. Така? Што се случувало? Не само тоа. Те праќа на превоспитување. Каде? На да ја градиш Мавровската брана. Да, во 50-тите години, така. Јас имам случаи кои ми кажуваа луѓе мои со кои сум работел порано, дури во телевизија. На превоспитување на доброволна принудна работа. Прво ќе ти истриже тука на лице место. Така. Па ќе те прати или таму, или ќе те прати во друг град. Ми кажува пример, еден фраер по име имаше така бомбастично, го пратиле во Велес. Така. Одиш ти сега не си у Скопје, одиш у Велес. И таму во Велес седи известно време, што ја знам што се прави. Во Скопје тоа се случувало, еве, тоа се тие приказни. Во Скопје до Втората светска војна, помеѓу двете светски војни се градат доста градби кои доста отскокнуваат од оние трошни куќи со керамиди и така натаму, се градат згради, зданија кои онака му даваат кредибилитет на градот и кои се сеќам пред некоја година, вие ми го кажавте тоа дека барокот што е сега е сосема природна работа и дека Скопје има право да се повика на барок затоа што и во таков стил и се граделе. Може ли малце за барокот и Скопје, од кога датираат првите зданија и така натаму, па после би сакам малце и гостителите повторно да ги фатиме. Да. Па знаете што, има тоа стилска одредба една кој во турско време има барок, да речем. Навистина. Тој турскиот барок и во Скопје. Зошто турски барок? Турците сакале... Па не знам, во свој стил малку ориентално и барокно имале во некој стил. Сакале да покажат дека се и они прогресивни модерни. Да, имало такви градби кои биле во тој ориентално, али и барокен стил. И мислам, не е тоа ништо страшно, мислам, познато од историјата на архитектурата и тоа не го велам јас, него тоа сум го видел кај нашиве историчари, некај сите кај некои на архитектурата. Јас тоа не сум го измислил. Например, има некои згради кои се означуваат како такви. Старата воена болница, например. Старата воена болница. Зградата на митрополијата поред кејот, со елементи. Зградите што се некаде поред кејот, покрај Пајко Мало и така натаму, имале такви елементи. Сега не треба да претеруваме, тие имале елементи. Тоа не се градело само во тој стил, но имало такви елементи кај што може да се каже дека во Скопје такви зградби имало. Па мешање на стилови имало со академизам, што ја знам со неоакадемистички, не знам што неовизантиски стил, и такви згради кои биле на некој начин барокни, постоеле и се наведуваат кои се. Покрај овие што ги наведов, значи таа старата воена болница, другите, има некои градби кои исто така се граделе и кои биле во тој дух. Но подоцна се явуваат и други градби во овој период кој вие го спомнувате, кај што Скопје добива една фина вака мешавина убава на стилови. Кажете ми, еве за овој период до сега што го зборевте, каков град бил Скопје? Не бил некоја тешка индустрија, немал топилници, не бил метална индустрија, но
каков бил духот на градот? Што бил он? Трговски бил? Што правеле луѓето? Еве, слушнавме хотел 2, но генерално корзата биле места, градските кафеани, кината. Гледам, тие се некои карактеристики што збори за еден еклектички дух на граѓаните на Скопје, кои сакале да ужива, дали навистина животот бил убав во Скопје? Дали убаво се живеело? Да. Знаете што, има еден скопски фрајер од улица Македонија. Скопски фрајер, кажи го кој. Кој држи кафич. Добро. И ми вика: Данило, читајќи те тебе и слушајќи за се околу мене, млад човек. Добро. Би сакал да живеам, вика, во две времиња. Во Америка во време на прохибиција. Да. И во Старо Скопје. И во Старо Скопје. А во Америков и во Старо Скопје. Да, многу сакам. Значи, тоа Старо Скопје, тој искрено го кажува дечково, во тоа Старо Скопје имаше некаков мир, некакво спокојство. Во која смисла мир и спокојство? Не бил насилен град, немал криминал? Не во тоа, не, па и криминал не толку, но во смисла на еден, да речеме, условно речено, пред Скопскиот земјотрес, добро, кога луѓето горе-долу беа изедначени по примањата, по што може, по социјално и така натаму, што се живееше еден мирен живот со излегување навечер со семејство. Знаете, после забрзувањето на динамиката го измести тоа. Тешко се излегува со семејство, тешко се оди по кафеани, тешко се оди, ме разбирате? Имаше некоја фина атмосфера како од филмовите на Фелини. Тоа беше Скопје она. Меѓутоа, вие поставивте едно друго прашање многу значајно кога зборуваме за традицијата на Скопје. Ме прашавте како се живеело, што имало трговци, што имало. Ние до денешен аспект, до денес, се извинувам, многу малку сме истражиле аспектот на таа скопска буржуазија. Скопската буржуазија, сега ќе ви објаснам, е во тоа време, во тој зародиш, во тој период, најмногу во 30-тите години. И што се случува? Се отвараат нови фабрики, се отвараат пивници, се отвара, да речеме, Тулбенд, фабрика за текстил. Како рековте? Тулбенд. Тулбенд е газдата Дикиџијан, авторот, таткото и газдата на Арапска куќа. Така. Да. Се градиш Каперда палатата. Со граѓевински материјал, со трговија на многу високо ниво. Се отвара алколоид фабрика за лекови. Значи, во тој период се закрепнува оној дел кој условно и позитивно го нарекуваме, значи, на база на трговија и на отварање на производство. И што се случува тогаш во Скопје? Доаѓа Европа. Како? Првиот автомобили многу брзо доаѓаат во Скопје. Првите Опели, Фордови. Кога? Па. Кои години збориме? 5-та, 8-та година. 905-та, 908-та. 8-та, 10-та. Доаѓаат по Опелите. Форд Модел Т, овде го имало се возел. Форд го имало. Како дошол Фордот? Го порачале, дошол преку Солун на Скопска железничка станица. Таму го монтирале. Го монтирале? Да. Дошол во делови? Да, има една приказна таму кога еден од тие Фордови дошол во делови и оде. И сега се создава патишта, се вози брзо, 20 км на час, 30. Нема паркинзи, во еден запис пишува, добре, дајте да направиме паркинзи во Скопје, како се ќе ги паркираме. Нема кај да се остават коли. Нема кога ќе оди таму, нема кај да се остават коли. Таму било пропишано и почнале постепено, немало сообраќајни знаци. Од каде сообраќајни знаци? И почнало 30-тите години натака. Море и пред тоа почнала регулативата во Скопје. Првите коли, доктор Ховсет Бојаджијан, познат доктор, ги вози првите коли. Освен докторите, овие трговците ги возат првите коли, првите Опели. Постои една прва жена во Скопје,
возела, тоа е господја Ташковиќ, напознатиот Ташковиќ, која била првата жена возач во Скопје, која возела. Во Скопје се организирале страшни балови во офицерскиот дом и во Народниот театар. Тоа било страшно. Си играле сите модерни игри. Убавиците од Скопското корзо, меѓу кои познатата Марица Шими, која била најпозната во Скопје во тоа 29-30 година. Зашто била позната? Па била многу убава, плюс тоа ги играла сите игри. Била најдобар танчер во тоа време. Так. И била хит. Била кралица на Скопското корзо, ја викале. А такви имало повеќе, да речем. Значи, прашањето, одговорот, се заживува таа скопска буржуазија. Заради автомобилите се отвара гаража работилница на славните браќа Поповиќи. Браќата Галич се занимаваат со трговија со железарија. Браќата Поленаковиќ се бават исто така со трговија. А тоа се луѓе кои веќе започнале да го крепат тој живот кој бил во Европа. Тие патувале во Европа. Модни списанија од Париз доаѓале во Скопје, почела да се носи таа мода во тоа време. Сакам да кажам дека тој градот. Сега што се случува? Знаете, после Втората светска војна се случува тоа да тие луѓе се конфискувани имотите и така натаму. Еве сега што се зборува со Бристол. Бристол е граден 23-та година, исто така од браќа Караджа, кои били исто зафатени луѓе, гросисти. Знаете што се гросисти? Што работеле на големо. На големо, да. Така. Снабдувале, имале големи магазини, снабдувале други центри. За обично динар продаш, пол динар печалба, така вика. Така. Значи, во тоа време во Скопје се тие луѓе кои на некој начин го крепеле тоа. Првото модерно кино е Аполо на Скопскиот плоштад. Аполо било кај што е сега новата Народна банка што изгради. Значи, пред да се гради старата Народна банка, тука било Аполо со прекрасна летна тераса. Тоа кино Аполо во Скопје... Летна тераса, кога велите, тоа било надвор на плоштадот. Маси за седење? Да, и со филмско платно. А така, седиш, пиеш, нарачаш пијалок. Да, има и фотографија, има. Така? Има, јас сум ја објавил таа фотографија, објавувана е, мислам, воопшто. Наред? Значи, тоа во кино Аполо има прво бифе, одиш во кино со бифе и со нумерирани седишта. Значи тоа, 1937 година, Јанко, се отвара кино Култура, односно Уранија во Која година? 1937. 37. Тоа било настан во Скопје. Тоа било толку модерно кино. И мене ми кажуваа со покојниот директор на кината на Македонија, што почина, и други, тоа кој ќе влезеш внатре, со модерни седишта, со месингани топки, наоколу све раскош голем. И во тоа време, на плоштадот, кај што е сега она Тихом зградата, имаше еден билборд од 37 година направен да се рекламира кинокултура. Так. И тој билборд постоеше, веруваш или не, до 2000-та година и некој го сруши, за да се прошири плоштадот. И ние често правиме такви глупости. Остај го тоа. Ја исто така се согласувам, например, Кенан, кога го правеа плоштадот, нели го целија Кенан, а до Кенан имаше една дали за истото збориме, кога вие велите билборд, збориме едно кружно на кое се лепеле плакатите што ќе игра во кино Култура. Тоа кружно е подоцна. И тука на тоа место било главно место за договарање на паровите. Да. Дечкото ја чекал девојката, тука било главно место за чекај. И затоа логиката сега на она што е за заљубените, има многу логика што се наоѓа таму, бидејќи тука било... Ова беше понапред. Понапред, оти Кенан беше понапред. Бидејќи, вика, заљубените, тие што се сакаа, паровите, вика, тука се договараат да се чекаат пред тој билборд. Вие велите железен бил, така? Кружен железен и на него ги лепеле плакатите што се дава во кинокултура, така?
Не, тој кога бил направен, бил во амерички стил. Како во америчка, која во Нью Йорк рекламирале филмови, тој бил таков, па имаше од страна стакло, а внатре се вртел. Меѓутоа, тоа во наше време не се вртеше. Тоа беше расипан тој механизам. Меѓутоа, самото тоа беше од 37 година, човече. Тоа требаше да се сочува како раритет. Ако ти пречи тука, стај го на друго место. Едно. Стај го некаде. Али тоа, брате, као да гледаш оние америчките филмови од пред војната, така е направено тоа. Меѓутоа, ти што викаш за паровите, тука беше и дел од Скопското корзо. Скопското корзо не беше само на улица Македонија, него под Костените исто така еден дел. Еден дел кај кино Младина тука, па Куклен театар, па вртеше тоа. И со годините се менуваше и на крај заврши и Ванила, кај што е Порта Македонија денеска. Да, кај Ванила. Тука заврши... Кај таа Ванила, имаше Ванила пред земјотресот и на улица кај Тренд. Погоре, тоа беше првата Ванила, а ова е последната Ванила твоја. И сега почнуваме муабет за храната. Господине Коцевски, дајте ми малку да здивнеме, една минута пауза да направиме некоја минута за реклами, па да продолжиме. Скопските угостители, сладкарниците ме интересира, рестораните, што се јело, што се пило. И така натаму. Богатство. Гледате во моментов неколку минути и сцени од документарци кои го опишувале малскиот живот во Скопје, како една илустрација на разговорот кој го имаме вечерва со господинот Данило Коцевски, кој за мене лично го сметаме еден од најголемите хроничари на Скопје и бидејќи Скопје го согледувате од еден аспект кој многу тешко, нели? Археолозите се многу стриктно, па ќе најдат историчарите ќе најдат историја и така натаму, ама вие некако успевате да ја доловите душата на градот. И сега дојдовме до оној момент кој сите нас помалку или повеќе не интересира. Имаме тешка или лесна живеачка, како кој во кој период на живењето, ама кафеаните, храната е голема карактеристика на овој град. Па ме интересира. Ние денеска ги знаеме, легендарни имаме места наши за нашиот живот или за 10, 20, 30 години. Кои биле најин места, најкултни места, најпосетувани места? Кога почнале такви да стануваат како такви? Обстанало ли нешто од нив и тие фамилии кои ги воделе? Повелете. Да, точно во право сте. Знаете што, ќе започнам со една мисла која луѓето малку ја знаат, а многу зборува за нас. Кога дошол Евлија Челебија, дури во средината на 17 век, знаете што рекол кога дошол да го опише Скопје? Да. Абе рекол, овие скопјаниве многу сакаат уживања и забава. Што народ, вика, ќе беа овие, само се дадени на забава и на уживање. И тој уште тогаш забележал. Так. Ако може да се забележи и денеска, слично е во Скопје. Слична е ситуацијата. Лошо ни е, добро ни е. Ние сме по кафанава, по седењево, полни се сите. Одите во Париз на Шанзелизе, секој време ќе најдете место. Так. Или на Трокадеро. Ама на улица Македонија нема да најдете место никако. Или на Скопскиот кеј. Значи, таа традиција... Зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Веројатно, Челебија го погодил менталитетот на луѓето. Ја мислам дека има во менталитетот нешто. Не, ама зошто бил таков менталитетот? Зошто било таква традиција? Затоа што се изродил како трговски град, па бил богат и па можеле луѓето да си дозволат. Што работеле луѓето, што заработувале? Еве, ајде, не мора да идеме во времето на Евлија Челебија, но да идеме, барем 20 век. Во 20 век, значи, најпознати кафеани во Скопје, кои се многу фреквентни, да речеме и некаде, а уште во 19-тиот век, пазите, најфреквентни се две кафеани кои се наоѓале во близина на железничка станица, се викале Турати и Европа. Турати, значи слобода. Слобода? Да. На кој јазик? Па не знам, веројатно на турски е, не знам на кој јазик е. А и Европа.
Нив ги воделе двајца италијани. И се што се случувало таму? Се градела пругата. Пругата железница е отворена 1873 година. Добро. Доаѓале во Скопје инженери, технички лица, интелектуалци. Сите седеле во турати и еден патепи се звели. Не можам да се изначудам што уживање прават овие луѓе, а има едно пиење, еден пијалак кој најмногу го пијат и уживаат во него и се вика мастика. Аха, мастиката им било откритие. Мастиката им било откритие и тие луѓе, меѓутоа во тој крај, не знам колку знаете, Јанко, се наоѓале сите амбасади и конзулати во Скопје. Кој крај? Крајот околу старата железничка станица, пред неа, околу хотелот Бристол на кај Зелено пазарче. Тука биле амбасади? Тука биле англиската, италијанската, се. А тука бил и хотелот Турати. Так. Значи, после тоа најпознати и најреномирани се хотел Парис, Москва. Значи, хотелите во суштина биле се ресторани. и ресторани. И ресторани, и тоа биле местата за излегување. Да, тоа се и ресторани, местата кај што се, тоа се. Освен тие, тука се Лондон, така. Има Сараево и она многу славна кафејана на плоштадот, која се вика Маргер и во која одел Гркот Зорба. Маргер? Маргер одел Гркот Зорба. Да, Гркот Зорба и почиња тука и тука е закопан. Значи во таа Маргер дојде на погребот негов, беше тука. Но Маргер каде се наоѓа? Маргер се наоѓа кај што сега е на плоштадот Стоковна куќа. Така. Тука во близина на тој дел. Бивша Нама. Да, тука во близина на бивша Нама. Да. Значи, тие кафеани Маргер, овие што ги има Лондон, исто кафеана, овие што ги наредивме другиве, тоа се кафеани кај што се излегува во Скопје. И, освен тоа, постојат места во старата чаршија. И секогаш се разликува делот кој е на десната страна на Вардар, по забавата и по кафеаните. Добро. Најпозната кафеана на левиот брег на Вардар во чаршијата е така наречениот Јанчев Ан. Јанчев Ан се наоѓа денеска, се наоѓал на денешното плато пред црквата Свети Спас, кај што има Темов пивница. Се наоѓал токму на тоа место. Како се разликувала забавата од едната и на другата страна? Забавата на левата страна била речиси целата со чочеци. Така. И таму пишува во записите. Добро. Сакате музичка капела сериозно, одите во Парис. Добро. Кафеаната, хотелот. Сакате чочеци. Така. Сакате гезме. Да. Одете во Јанчеван. И све тоа било полно со жива музика. Полно со жива музика и со дами на ноќта. Дами на ноќта? Да, со проституција. Проституција? Да, тука биле, значи, Јанчеван, Маврово, се вика кафеаната. А имало ли јавни Бела куќи? кафеана. Сега ме заинтересира. Имало јавни куќи? Да. Така, добро. Јавните куќи во Скопје се наоѓале и на левата и на десната страна. Така. И имале неверојатни имиња. Се викале Венеција, Марс и некои слични поетички имиња. Така, така. На десната страна, грото на јавните куќи биле кај што е бившо Беко, кај што е во Циган Мало, тоа што се нарекуваше порано. Бившо Беко, знаете каде е, Јанко? Сега кај што... Бившата грчка амбасада што беше порано. Не. На Даме Груев улица. Добро. Па некаде кон железничката станица. Добро, добро. Тука се, значи, сите тие... Бившо Беко, значи сегашна ТЦЦ плаца, ја мислам некој друго. Тоа. Да не има и некој друго Беко. Да, добро. Бившата стоковна куќа Беко. Малку погоре, кон станицата и кон Нова Македонија, се наоѓала славната кафеана со проституција, но и позната како добра кафеана, Океан. Океан? Да.
За Бристол имаше Бристол исто дека и Бристол бил такво Да, место. за Бристол, но Бристол беше подоцна, ќе ви објаснам. Так. Се во ова кафејаната Океан, значи тој во тој комплекс на проституција на десната страна на Вардар. И таму го викнале, тоа е страшно приказна роман да напише човек, Никола Мартиновски. И му рекле: "Господине Никола, дали би нацртал ти некоја еротика тука?" Со оглед на кафејаната. Земал Никола Мартиновски целата кафејана со еротски сцени. Ја насликал. Ја насликал. Над зидовите. Над зидовите. Дошла полиција, рекла: "Бирај, или ќе одиш у затвор, или ќе платиш казна. Не може вакви работи да сликаш." И Никола Мартиновски се налутува. Налутен пишува едно писмо до општината и вели дека вие не сте нормални, ова се навистина еротски сцени во една таква куќа може би, но тоа се сепак уметнички дела. Ако треба да избирам, ќе одам во затвор, ама не плаќам казна, затоа што тоа е уметност. Видите каква прекрасна приказна. Таа кафејана Океан за жал е срушена. Се наоѓала таму на кај мала станица. Од прилика, ето, меѓутоа, во старијата чаршија, во Јанчефан, постои една зграда денес, која луѓето малку ја забележуваат, се вика Фенерлијан. Фенерлијан била проституцијата тука, во тој дел на Стара. Скопје растурал Амстердам, види колку ги имало. Така. И тука доаѓа славниот господин Мирослав Крлежа. И вика да се инспирира. Да се инспирира. И Мирослав Крлежа ги опишува тие и вели: ова се некои темни македонски, он се со македонски зборови, Македонија чисто ја ја ословува чисто. Така? Ова се може темни македонски ноќи, вика, но тоа е тоа. Која ќе се појави, вика, проститутката и танчерката, сите врескаат, вика. Сите врескаат на еден глас. Од каде биле проститутките? Имате ли таков податок? Дали тоа биле локални, дали доаѓале од бивша Југославија цела како што била? Така? Да речеме, јас сум наоѓал податоци дека имало од Белград, од Лесковац, од Скопје. Така. Во Маџир Мао постоела јавна куќа која се викала Три вили. Три вили, и таму доаѓале луѓето од авијатика, војните лица. Авијатичарите, пилотите, во Три вили. Нема да верувате дека славната Три вили објектот и денес постои. Јас го изфотографирав, тоа е чиста случајност како таа куќа останала, и кога ќе шетаме заедно низ Маџир Мао, договорено. Договорено. Меѓутоа, што сакам да кажам, што се случувало, тоа е интересно приказнат. Целата таа проституција била легализирана. Легално било. Легално било. Добро. И постои една анегдотска ситуација. Кажете? Секој понеделник, така, проститутките од Скопје, од јавните куќи, со доктор, тој и тој го има по име, кој ги собирал од сите, ги качувал во пајтони. И секој понеделник скопјани се собирале, се смееле и терале шеги, пајтоните со проститутките оделе на кај државна на преглед. Така. Значи се грижели за нивното здравје, значи тоа било легализирано. Така. И се, мислам, во тој контекст на тоа време е многу голема работа, мислам. Така. Дали во тоа време имало, еве сега апропо, никако да се вратиме на мојата тема храна, ама храна, да. Не, имам уште подпрашање. Јас за Скопје знам дека има неколку места каде што претпоставам дека тоа е во поново време, во 50 или 60, каде младите најчесто, бидејќи нели друг морал се спроведува и јавни куќи нема, и најчесто иделе места каде што се нели под заткрила на ноќта и сенките се водело љубов. Љумфер, Брдо, Средно, Водно, тоа се некои традиционални места, плюс некои сега ме интересира каде тие беле, на пример, за љубовниците места низ градов.
Па знаете што, Дали мислам има дека такви? некои детали на Скопје многу брзо и неправедно ги заборавивме. Аха, кажи. И многу е добро да се подсетиме. Затоа... Видите, Скопскиот парк, и малку кажуваме за него, Скопскиот парк беше вистинска џунгла. Тоа беше таков, и се викаше трет дел на паркот. Трет дел на паркот, како да ви објаснам, например, сега беше... Таму негдека беше и градската плажа. Да. Мајка ми кажуваше Градската плажа, дека од Маџар Мало тргнуваа со точаци и идеа таму и се капеа. И главната летна шема таму им Таму било. е, но и над градската плажа уште. Бидејќи Вардар бил многу чист, едноставно и незагаден. Меѓутоа, тој дел на паркот се нарекуваше трет дел на паркот. Така? И тоа беше вистинска џунгла. Кај што е сега тој новиот парк, што го викаме новиот дел од парк. Да, од прилика тука. Вистинска џунгла. Па се одеше до канал, таму имаше еден канал, сега не постои каналот. Се до горе. Па речи Ама си немало до... објекти, тоа било баш џунгла. Да, речи си до Александар Палас. Допред. Така? Допред Александар Палас, речи си. И тоа беше трет дел на паркот, така сите го викаа, значи, трет дел на паркот. И таму се одеше често пати во тој дел, на трет дел на паркот. Те романтика, полустрав, полуромантика, но Так. таму А имало ли урбано нешто, например патеки? Има, да, клупи, имаше. Не толку многу како денес. Аха, Денешниот парк е софистициран парк. секако. А тоаш не беше софистициран во таа смисла, но беше сепак со патеки, со сите тие работи, беше и тогаш. Така. Така да и прошетките поред Вардар, се разбира, секогаш беа тука поред Вардар. Каде покрај Вардар? Па покрај Вардар, да речем, од Опатија кај што е сега. Добро. Па нагоре, градска плажа, па до руска плажа, зашто тоа беше насип. Имаше насип по кој се одеше и по тој насип одиш и се враќаш. И често Има ли пати базени во тие години? Еве баш сега гледаме и некои сцени. Да, базени во тие години во Сарај. Во Сарај базенот. Кога е изграден базенот во Сарај? Тоа е пред земјотресот изграден базен. И тој беше најпознат базен и цело Скопје одеше таму. Така. Паметам, клинец ја ме носеа таму. Навистина, скокалница имаше, многу интересно. Многу убав народ се собираше таму. Авијатика исто. Авијатика исто е многу стар. Додека овој на Која Калето... авијатика? Аеродром? Аеродром, да. Бисер. Аеродром, да. Инаку на Калето базенот после земјотресот е направен. Дали во 30-тите има базен Скопје? Видите вака, Или во амалите се 30-тите бањите нема Скопје базен, но видите, фрапантен податок, куриозитетен. Во 30-тите нема базен, но има нудистичка плажа. Каде? Па нудистичка плажа има во тајните места скриени на Вардар, а најмногу на реката Пшиња кај Катланово. Таму има специјално нудистичко друштво, 32 година регистрирано. Нудисти, Јас сум фрапиран. Да. Кој председател бил господја Шана Вичентиевиќ. Шана Вичентиевиќ. Да. Познатата Шана. Незиниот сопруг инаку бил собственик на клубот на писателите зградата. Денеска. Сакам да кажам, тоа биле многу еманципирани луѓе, современи, модерни луѓе, овој податок сигурно не се го знае. Не. И на тие места на Вардар, зашто Вардар беше навистина дивина една, и покрај тоа, и тие имале дури и нудистичка плажа во тоа време. Така да, кафеаните кои беа таму, гурманските кафеани како кермес, например. Добро. Еве сега да го земеме јадење кермес. Да. И сега еден пријател ми кажува... Знаете што ме интересира? Еве, кој ќе почнете за храна да зборите. Денеска, ја разбирам, Скопје има традиција на ресторани, на добра храна и така натаму. Но збориме за време кога немало многу фрижидери. Да. Каква храна се подготвувало? Што било ин? Дали оваа скара која толку скопјани многу ја сакаат на ќумур, месо на ќумур, или се јаделе манџи, или не знам какви други специјалити. Што било? Дали имате такви сознанија? Еве да фатиме од 20 век, вака како се движи тоа? Еве, вака најпрегледно како е сликата, значи. Бидејќи нема фрижидерите, доаѓаат доцна.
Знаете што Кога служи за доаѓа фризер? доцна? Па крајот на 50-тите години. Крајот на 50-тите години. Да. АЕГ, да речеме, купени од некаде ваму таму. Јас имам пријатели кои имаат АЕГ и денеска работи, денеска. А тоа нема што да се расипе тоа. Но тогаш. Германец го изгледал. Сега, овој податок сигурно не го знаете. Не, кажете. Нема фрижидери, нема ни. Што служеше за фрижидер? Подрумите. Во Подрумите беа ладни. Имаше подруми кои се прилично длабоки. Но ја мислев дека тоа е претежно за пушено месо, не само за сувомеснати производи. Само јас сум гледал, имаше некои подруми со вака или чадено, обтегнати вака. Така? Специјално направени од платна, кај што се чува понекогаш и храна, се чува и тоа. Меѓутоа, најбитното за храната, ако не го кажеме тоа, ништо не сме кажале за храната во Скопје. Кое? Тоа е следното. Целото Скопје беше ишарано со фурни, каде што луѓето си носеа тави, турлитави, манџи во фурна. Дома да не го готви? Дома да не го готвиш. Секое мало имаше по 2 фурни дури. И таму готвеа? Секое мало и таму готвеа. И сега скопските фраери... Тоа се плаќаше? Се плаќаше. Ке му платиш на газдата? Тој фурнаджијата огромна лопата, така, загреа на фурната и ги вади тави кои ќе ги извади да ти е милина. Ама и сомуни ваделе они предходно, така? Правеа некои сомуни, али главно имаше само за ова. Само за јаде. Само за ова? Само за ова. Навистина е интересно. И сега што се случува? Да. Една фурна многу во Скопје, и во Мажармало, и во Ново Мало. Една фурна имаше во близина на офицерски дом. Така? Таа се викаше улица Ленински комсомол. Како? Ленински комсомол. Ленински комсомол, добро. И сега имаше фурна. И скопските фраери ќе одат на градска плажа, ќе се сврти фурнаджијата, да изади тој кап тавата, замоткана, со се тавата на плажа. И сите одеа на плажа, повеќето, ево ви од вие фраерите, ќе земе тава од фурна и ќе си однесе на плажа. Значи, најголемо гурманлуци што се прави, оние специјалитети, се носеа на фурна. А месарници имаше? Месарници имаше, како да не. Так. Затоа што видите сега е актуелно трговскиве центри. Како го чувале месото? Да ви кажав, го чувале или во подрумите, или се користело брзо. Така, брзо морало да се користи. Во ова време на трговски центри кои се отвараат многу, во тогаш ме прашавте месарници едно друго, имаше трговски центри пред земјотресот. Најпознато беше Ароести. Пасажот Ароести, кој беше наспроти стариот театар, од другата страна кај поштата. Значи, таму можеше да се набави се што имаше продавници, имаше месарница, имаше слиткарница. Допред земјотресот? Допред земјотресот се урна тој пасаж. Така. Потоа се отвори таа нама, па се отвори стоковна куќа дури 62 година. Ама нама немаше храна? Не, храна не, но народен магазин. Во пасажот имаше продавници кај што можеш да купиш и главното купување беше на Битпазар. На храна, на Битпазар. Битпазар имаше храна која може да се купи. Добро, по рестораните, што беа специјалитети во градов? Што се нудеше? Кебапи, плескавици, колбаси, печено месо, чорби, турлитави, што? Вака. Или не јадел по ресторани народот кој ше пиеле по кафана? Мора да се каже дека по ресторани се излегуваше не така често. Да речеме, ако излезеш со семејство, ќе одиш во кермес. Добро. И во кермес, што викаше мојот пријател, кебапчето мириса од кермес до француски гробишта горе. Да. Вика, тоа е мирис милина. Значи, таму ќе си порачаш што ти се јаде. Меѓутоа, после земјотресот излезе мода, кај што ние изигрававме малку фраери, па се појавија јадења, да речеме, одевме во Гранд Хотел, Бечка шнисла, па изиграваш малку запад, па тартар бифтек, јадеш, значи веќе почна да се појавува Хотел Панорама, Гранд Хотел. Хотел Панорама, а пред тоа, значи, беше тука во тоа, главно, потоа се отвори огниште долу во Гранд Хотел, од тие рестораните. А огниште што беше? Огниште беше национален ресторан во подрумот на Гранд Хотел.
долу, така да тие После 80-тите диско го направија. Потоа што се јадеше? Селско месо. Така. Излезе мешано месо, селско месо, мешана скара и така натаму. Добро, скарата кога готвеле, не знам, почеток на 20 век, рестораните 30-тите години, исто тоа било храна на ќумур? На ќумур готвеле и да. така. Видите се, кога спомнавте 20 век е друга работа. Тогаш храната вака било. Кажете. Тогаш во 20 век почеток, особено во првите децении, има така наречени ахчилници. Ахчилница. Ахчилница што значи? Што? Ахчилница е кафеана, ама со готови јадења. Така. И ахчилниците биле најпознати во Скопје. А еве ги сега повторно се враќаат. Да. Чудесно. Да, ахчилниците ни со домашни јадења, оние манџи, турликави, помети, пиперки. Што се случувало? Така? Занајчинството во чаршијата многу е развиено. Сака мајсторот да оди дома да јаде, нема време да не оди во ахчилница. Ахчилниците вршеле голема работа, имало секаки вид на јадења, кои биле нашите јадења и тој е одговорот, биле ориентални. Так. Имало и во тоа време имаш сарма, имаш полната пиперка, имаш бамии. Од кога ќе се дека скопските бамии се извезувале кај султанот во Истанбул. Биле толку добри да ги извезувале. Сакам да ти кажам, ја мислев дека јаболчарот не бил лавен надут доматот јаболчар. Така да тие ахчилници, кафеани што биле во тоа време вршеле голема работа за да излезеш. Но тие ресторани помодерници што беа се јавуваат подоцна. Што ги спомнавме и таму се служи друг вид на јадење. Од кога ќе се накркаш од јадењето, кај си идело на благо? Кои биле познати сладкарници, сладкари? Уште до ден денес е останато во свеста. Да? На жителите на овој град, сладкарницата прво да почнеме Милка. Ако кажеш Милка, си кажал многу. Милка била некаде на почетокот на улицата Македонија, кај што е култура, малце погоре книжарницата. Добро. Тоа е Милка, тука се одело во сладкарница. Една од најпознатите сладкарници друга, во центарот кај што е на Скопје. Таму кај што се отвори после Европа? Па тука, пред тоа, да, пред тоа, на тој простор тука, не баш на тоа место, да. Втората славна сладка, по која сите тагуваат денеска, како им спомнеш, сите се со широко срце. Тоа е сладкарницата Пчела, која се наоѓаше карши училиштето Гоце Делчев. Таа зграда и ден денеска постои. Основното училиште Гоце Делчев? Да, основното, кај Друштво на писатели, да. Друштво на писатели, па тоа погоре беше малце Гоце Делчев. Кај Беко, кај... Не. Кој е Гоце Делчев? Гоце Делчев, добро, бившо Ленин, Гоце Делчев. Гоце Делчев, кај што е Друштво на писатели сега, на Максим Горки. Завршува Максим Горки така. Добро. Е на аголо, тоа беше агол до вака и со едни големи скали се одеше нагоре. Карши него зградата се уште постои, кај што беше Пчела. Тој има некои сувенири долу. Карши она Джек Даниелс. Така. Кај што е така. Ова ресторацијава, или има една зграда Карши, стара зграда е таа, тука долу беше Пчела сладкари. И сите тука одеа. Кои беа главните сладкари и вака? Вака сега. Освен тие што беа тука, имаше сладкарница на прославениот Соломон. На кого? Соломон. Соломон. Да. Добро. Таа сладкарница се наоѓаше во близина на парламентот. На денешниот парламент, од прилика кај што е денеска ИГ банка, наспроти парламентот. Така. Тука се наоѓаше таа сладкарница Соломон. Што имаше на площадот тогаш? Градска кафана имавме ли? Пелистер зградата кај што е денеска? На площадот прво најдоминантен беше во тоа време Метропол. Кафеаната Метропол. Метропол, добро. Ама збориме за после Втората светска војна. Да, после Втората. А пред тоа, на тоа место се наоѓа Маргер. Маргер се наоѓа кафеана Сараево. Маргер, тоа се тие славни кафеани пред војната, а после војната исто тука има Метропол, подолу е Пелистер, тоа е тука на тој простор. Така да најславна сладкарница на левиот брег е баш Пеливан.
Баш Пеливан, знаете како беше? Ќе одите прво со девојката у кино. Кои биле, да, добро. Кино Братство. Кино Братство. Или у кино Напредок. Така. Па ќе одведете после во статкарница на Тулумби, на Урмашици, на Ашуре. И после фаќаш на кај паркот. На Кајмачина, И после најадена, нагледана на кај парк после. Тоа си имаше некој ритуал, тоа беа тие статкарници. Се одело пешки претежно или на велосипед? Па претежно пешки, велосипед. Така. И тешко се доаѓаш и до велосипед тогаш, кој немаше многу ни велосипеди, но имаше сепак во секој случај. Ајде, сега вака една убава слика, да збориме за едни убави работи. Актуелно е, сега е актуелен филмот Трето полувреме, кој е македонски кандидат за Оскар и имаше своји прикажувања во Њујорк, во Лос Анджелес. Ние можеме да го следиме во кино Милениум. За една трагедија, ја многу не ве потпрашав и не ја фативме, него фативме градот за време на Втората светска војна. И не сакав многу и да навлегувам, но се збори за трагедијата на евреите од Македонија. И не само овој филм, и воопшто од историјата покажува дека овој град навистина бил мултикултурен и имал бројна еврејска заедница. Ако не се лажам, постои еврејско мало, постои една зграда, куќа која останата како последна тука. Синагоги, две синагоги и така натаму, и така натаму. Може ли малце, не знам, дали го гледавте вие филмот Трето полувреме, чисто? Па не само што го гледав филмот, него помалку јас сум и инспираторот за тој филм. Браво. Бидејќи Дарко, тој филм, идејата ја доби со досие Скопје. Така, додека го работевте заедно. Додека работевме, ми е тоа многу драго и сум многу вака горд на тоа. Или тука треба да го офатиме и после сакам да прозбориме малце за евреите во Скопје и да офатиме малку и спортот и за Вардари и така натаму. Така, бидејќи, значи, тоа е една голема трагедија со евреите која се случува. Значи, официјалната бројка е некаде кои се однесени од Скопје над 7.000. Само од Скопје? Да. Само од Скопје. И тоа е откорнале пола душа од градов. Тоа има такви потресни приказни. Тоа е навистина една трагедија голема, недозволена и која никогаш не треба да се повтори. Но и да не се заборави. Евреите во Скопје доаѓаат во 15 век. Така? Да. Од каде доаѓаат? Они доаѓаат кога се изгонети од Португалија. 1492 година постои еден изгон на евреите од Португалија и тие се населуваат на инквизицијата, предпоставувам. И тие се населуваат на Балканот, во Истанбул, Турција, Солун, и еден дел од нив, од тие евреи, се населува во Скопје во многу далечно време, значи дури во крајот, значи на 15 и почетокот на 16 век. Така. 1492 до 1500 и некоја се населува. Значи се они многу тука одамна. И тие се многу бројни. Имаат и свое мало, имаат и се. Така да погромот што се случува во Скопје, тој ден, значи, кога е во март месец, 1943 година, се водат во монополот и јас сум слушал лично, ми имаат раскажувано безбројни приказни како тие луѓе се водени, се малтретирани. Интересно е дека пред тоа веќе се наслутувало дека евреите ќе доживеат прогром. Се наслутувало пошто им рекле се да продадат, парите што ги имаат да ги депонираат во банка, се што имаат имот, луѓето веќе почнале да се сомневаат и тоа кобно утро тие сите со една рација се одведени во монополот. И таму, после неколку дена... А немало никај да се бега? Немало кај да се бега, сигурно. Не можело ни да се бега. Ни во Грција, ни во не можело да се бега, сигурно. Немало ни, да. Така да, од толку бројно население,
Меѓутоа, еве во Чаршија, на пример, јас знам, постојат уште еврејски дуќани на евреите. Навистина? Да. Јас сум влегувал во нив. Дури... Што биле национализирани или... Да, одземени, не. Потоа, одземени се тие, бидејќи тие не биле присутни. И токму на семејството Ароести, што ви кажав, неговите деца се пребегани, потоа, мислам, се преселени во Америка, и ми кажуваа луѓе од Чаршија дека повремено доаѓаат и ги гледале дуќаните. И потоа не знам што се случи, но тие се уште постојат, да речеме, тие кои се занимавале со трговија на волна, на разни други производи и така натаму. Така да речиси целиот тој погром во многу малку остануваат евреите во Скопје. И јас сега последна лани минатата година... Кој е филмот автентичен? Па филмот е автентичен. Така. Филмот е автентичен доста и мислам дека Дарко истражуваше доста околу тоа. А идејата прво падна кога го правевме во Досија Скопје фудбалот. Да. И кога дојдовме до фудбалот... Еве може за фудбал сега, добро? Еве сега ја разлобивме приказната за фудбалот и Дарко скокна. Рече, ова има одличен филм за ова. Меѓутоа, потоа на свој начин си го преработи, го прошири таа приказна околу фудбалскиот надпревар. Кога беше работено Досија Скопје? Колку има? 10 на 15? 2000-та година се прикажуваше. 12 години. А уште се гледа тоа, мислам. Еве, таман го имаме фудбалот, еве го, може и да се погледне. Така да, тоа со евреите, сакав да го довршам приказната. Да. Сега пред известно време ми се јави еден човек од Маџермало, кој е сега веројатно најстар маџермалец, и ми рече, знаете што, господин Данило, имав еден голем пријател. Се викаше Алберт Асео. Во март 40-та го зема во Монополот и мојот другар Асео никогаш не се врати. И ми покажа слики како учеле школа заедно. И јас тие фотографии ги објавив и успеав дури неговото име да го најдам во пописот на евреите кој е правен, кои се депонирани во Монополот. И човекот беше пресреќен, дури се расплака, бидејќи, еве, после толку време се подсети на тој случај и така. Така да, тој живот бил особено, например, имаше една синагога, потоа две синагоги има еврејски во Скопје. Има еден богат живот на евреите во Скопје. Открив податоци дека тие, да речеме, најчесто оделе во Париз, кафеаната, тоа била нивна омилен простор. И така, дуќаните кај им биле, што било и така натаму. Господин Коцевски, ја би сакал накратко да ги отворам телефоните. Ме интересира... Па немој, да не се задржиме многу. Добро, затоа што може би некои дополненија новија разговори ми се јавуваат од време на време некои стари скопјани кои ќе кажат по некоја интересна... Многу ќе се одложи тоа. Друг пат, во друга прилика. Во друга прилика и онака доволно заглавивме. Добро, да. Добро, затоа што, знаете, они сепак ќе ми се јават, ќе го коментираат ова, нема да ви имам вас, а ја не ќе можам да го направам. Добро, интересно, еве, ми интересира уште една работа. Евреи, турци, албанци, македонци, срби, особено изразено во 30-тите години пред Втората светска војна. Денеска Скопје инсистира и по своја политика оваа држава, нели, на мултикултура. Дали тогаш исто така градот живеел во таа мултикултура или имало онака поделби да живееме едни покрај други, а не едни со други. Каков тој живот бил помеѓу самите граѓани на Скопје, а ете од различни националности? Видите, јас можам да ви кажам што се вели од прва рака. Бројните мои истражувања, што сум ги правил многу со години, покажуваат
дека секогаш сме живееле во таа мултикултурна средина. И секогаш имало разбирање, се ценел човекот, мајсторот, по својата умешност, по својата вештина, а не по која националност. Значи, мултиконфесионалноста, мултикултурата, мултиетичноста, секој пат биле белег. И тоа белег во позитивна смисла. Целата историја. Кој е првиот градоначалник на Скопје? Вака сега. Треба малку да се познава историјата од тоа време. Значи, Скопје станува седиште на вилает 1875 и некоја. Вилаети имало повеќе. Да речеме, може да опфаќале тие вилаети делови од Косово, делови од Јужна Македонија и така натаму во тој простор. Меѓутоа, потоа почело да има и градоначалници. Некаде кон крајот на 19 и почетокот на 20 век. Најпознат градоначалник од тоа време е познатиот турчин, уште од турскиот период, Салих Асим. Салим Асим е градоначалник, а Хафиз Паша е валија. Значи, на вилаетот има висока личност и на општината. И знаете што тие луѓе направиле со Скопје? Направиле чуда, кои ќе ви кажам сега. Во позитивна смисла? Во позитивна смисла. Хафиз Паша и Салих Асим го направиле Скопскиот кеј тако како што сега го имаме. Во буквална смисла. Го регулирале Вардар. Ја регулирале целата река Серава. Еве, ако ги погледнеме овие слики и сцени, ова е Скопје од поплавата, ако не се лажам, но Скопје не делува дека има регулиран кеј. Кејот како што е сега, тогаш е регулиран 1896 година. Добро. И по првите години од 20 век. Ова со бедемот што е, пред тоа немало ништо. Немало ни тоа. Така да и за тоа време тоа била голема заштина. Второ, реката Серава е регулирана од Битпазар до влевот во кај Гранд Хотел. Е покриена. Отворена беше само на просторот на Чаир. Значи, тој градоначалник, Салих Асим, има направено неколку зафати кои се многу значени. Меѓутоа, најпознатиот градоначалник на Скопје, кој важи за најпознат и најпопуларен, е познатиот Јосиф Михајловиќ, кој е по потекло од село Тресонче, од Западна Македонија. Јосиф Михајловиќ е еден висок интелектуалец, архитект по професија, велат англискиот го зборувал како мајчин јазик, одел со цилиндар, неговата куќа под Калето, која ја направил и која денес постои, била пример за македонска куќа и едно време тоа беше и македонска куќа, ресторанот, ако се сеќавате, тоа е негова куќа. Тој таа Јосиф Михајловиќ има исто така, бидејќи прашавте која година? За градоначалник. Значи, он е дојден за градоначалник во март месец 1929 година и со еден мал прекин е се до 1941 година. А во тоа време се изградени, не знам, офицерски дом. Тој, Јосиф. Собранието, например, предпоставувам и тогаш е изградено. Да. Што било собранието кое било изградено тогаш? Тоа е Вардарска бановина, седиште на Вардарска бановина, а за време на бугарската окупација 1941 година е седиште на армијата. Тоа се тие две функции на собранието кои ги имало. Меѓутоа, а градската болница, морам да подпрашам сега више кој. Градската болница е градена порано, таа е во модерен стил, таа е 34-35 година. Исклучително модерна и за своето време футуристичка дури. Да. Но што била по функцијата? Таа била завод за социјално осигурување на работници. Так. Тоа било социјално осигурување таму. Добро, ајде да ве прашам уште. Зградата на Црвен крст, која е многу интересна и по форма, по дизајн. Зградата на Црвен крст, тоа била прво е приватна една зграда, потоа има исто така социјални функции неколку. Таа зграда на Црвен крст.
Исто од социјален аспект. Потоа, која друга има таму уште во таа околина, во тоа време, например, е направен Стопанскиот дом, кај што беше нама, тоа е Стопански дом, или Стопанска комора, сега што се вика. Значи, она што денеска го викаме Стопанска комора... А што бил домот на градежниците, например? А домот на градежниците е правен 54-та година, тоа е нова градба. Тоа е нова градба. Добро, например, италијанската амбасада, Пионерскиот дом, сето тоа биле приватни куќи, претпоставувам. Пионерскиот дом Карпуш е една извонредна градба, која е правел архитект Артемушкин, и таа во еден период припаѓала на овие браќата Шабан Паша. Шабан Паша браќата. Потоа имаме, значи, арапска куќа. Да. Пазите, во арапска куќа која е градел Дикиџијан трговецот, а после војната таму живееле во арапска Димитар Влахов, адвокатот Филота и разни други личности, вака живееле во арапска куќа. Филот? Таткото на овој сега што е. Таткото на овој познатиот. Да, овој познатиот. Така, од тука... Димитар Влахов, Даре Джамбас и разни други личности поисоки живееле тогаш таму. А во куќата на Јосиф Михајловиќ, од село Тресонче, господинот, кој стварно бил господин, живееше Кемал Сейфула едно време. Така да сите тие објекти, еве Шкаперда Палатава се менуваше неколку пати. Беше академија, па амбасада и така натаму и така. Значи, интересно, дали е точно, например, за населбата Топана, дека името го има добиено затоа што имала кула, дека тоа никогаш бил центар на градот, не знам колку векови наназад, дека имало кула со топ која точно напладне со експлозија, со истрел на топот означувала пладне. Дали сте зашто таа населба се вика Топана? Дали е ова точно? Сега ќе ви објаснам. Тоа е точно, меѓутоа приказната е многу поинтересна и поширока. Да чуеме и нека биде за крај. Да, вака, значи, Топ Хане на турски значи куќа на топот. Така. Куќа на топови. Арсенал. Има две верзии, значи. Дека тука, кога доаѓале турците, минувале, ги чувале топовите на своето вооружување. Меѓутоа, според другата верзија, која исто така точна, веројатна, дека тука и се лиеле топови. Значи, прво се чувале, се лиеле тука топови на војската. Значи имало топилница, значи имало фабрика, имало... Да, и тоа со докази има. Има луѓе кои го истражувале тоа и докажуваат дека имало тоа и ги чувале и се лиеле топови, а пукањето било вака, еден составен дел на тој дел на Скопје. Видите, тој дел на Скопје таму бил погоден за тоа и таму од секогаш имало или се чувале топови, например било касарни, воени, имало коничка касарна таму, исто така се викала коничка касарна, па и до ден денеска значи постои. Ајде да ве прашам, центарот на градот. Да. Не можам да го завршам, аветов ми да доаѓаат ово се интересно прашање. Центарот на градот ние од секогаш го перцепираме плоштадот. Дали од секогаш бил центарот на градот Скопје? Не. Не? Значи центарот на Скопје, плоштадот, е оформен после Првата светска војна. Добро. А до тогаш? До тогаш води улицата Македонија или тогаш Јени Џаде во Турско од старата железничка станица, тоа било улица се до мостот. Добро. Има фотографии кои што се гледаат куќи. Да. Нема плоштад. Така. Значи од железничка до мостот има куќи се. Добро. Лево се вртело за Идадија. Така. После Првата светска војна тоа имало мала ширинка некоја, али не било тоа никаков плоштад. И тука има една фотографија кај што се гледа. После Првата светска војна се оформува плоштадот. Се чисти тој простор, се прави плоштад, а 23-та година... Еве збориме пред 5 века. Дали тоа турската, старата чаршија уствари било? Не. Пред 5 века да речеме, не таму немало, пред 5 века на тој простор немало ништо. Од оваа страна на Вардар... Дури на почетокот на 19 век таму нема многу работи.
Збориме оваа страна. Пред 5 века е само Бурмали џамијата, која е изградена 1495 година. Ништо друго нема. Нема ништо и тоа е главно. Скопје е главно на левата страна на Вардар. На левата. Потоа, 19 век, крајот на 19 век, особено почеток на 20 почнува, значи плоштадот 23 година се поплочува со каменот, со коцката од кисела вода, со крупен камен, каменоломот од кисела вода. Кога доаѓаат бугарите 1941 година, им сметал тој крупен камен да маршира војската и 42 година бугарите го заменуваат со таа коцка која ние заменивме пред 10 години. Тоа е историјата на плоштадот. Интересно. Да, значи таа коцка што ние сменивме со овие плочи е поставена 42 година. Кога се поставува првата железничка станица? Првата железничка станица е отворена 1873 година. На кој простор? Кај што е сега. Старата железничка. Старата железничка. Тоа имаше друга зграда. Помала зграда. Така? А оваа сега што е стара железничка е започната да се гради 38 година. Кога се гради оваа нова градба, имам видено една фотографија, железничката станица што беше погодена од земјотресот, нели? Старата железничка станица, на просторот сега каде што е Рамстор, имала една зграда која има облик на коцка, нешто слично како НЛБ сега што е изградена. Што била таа зграда? На неа место, она беше точно кај што беше и овој здравствениот дом железничарите. Но претходно што беше таа коцкаста зграда? Таа зграда беше фантастично убава. Да. Прекрасна зграда. Тоа беше пошта 2. Тоа беше пошта 2. Значи пошта 1. Така. Ваму кај што кажавме, кај што пасаша Ровести беше, кај дрвеното мовче кај театарот, а пошта 2 беше тука. Добро, гравитира ли нешто спрема водно? Еве, од улица Железничка, кај што е клиничкиот центар, тој предпоставувам се гради... А вака се ќе ви кажам. Што има тука тој? Клиничкиот центар е изграден во 1929 година. Тогаш тој почнува и е завршен тој главниот дел. Над клиничкиот центар се наоѓа Тасино чешмиче. Да, Тасино чешмиче. Приказната за таса, убавата таса која турците ја земали. Тука, на тој простор, кој денеска е близу чешмиче, близу до болницата, Скопје ни било традиционално додат на излет на Тасино чешмиче, а тука, пред да се изгради болницата 29 година, дури се одржували и слетови. Тоа било така рамен простор, но 29-та почнува клинички и постепено се расширува, постепено се шири, зашто пред тоа има хигиенски завод во Скопје. Хигиенскиот завод се наоѓа кај што сега се наоѓа Министерството за здравство, во таа зграда големата, во склопот тука. Да, а до неа таа дрвената зграда со многу интересна, кај што е за здравје, за храна, нешто спротивно од средно медицинско. Знаете, таа зграда злато вреди колку вреди таа барака. Таа барака, ама многу чудна, многу интересна градба е. Таа барака злато вреди, јас се согласувам. Е правена од репарациите кои германците ги плаќаат после Првата светска војна. После Првата светска војна? Да, после Првата. Замислите колку е стара таа барака, што велите многу необично изгледа. Таа ја игра улогата прва на хигиенски завод пред да се изгради зградата. И во таа зграда, бидејќи владеат маларични болести, таа е изградена за заштита од маларични болести, за испитување на болестите, таа барака. И мене ми е многу страв денес некој да не ја урне таа, да не ја сруши, бидејќи тоа е како мал замок еден. Не знам дали сте ја загледали. Да, како не, таа е направена од дрво. Инаку, од дрво е барака, нели? Но баш има такви некои шпицасти форми. Доаѓа една личност во Скопје кој се вика доктор Златар. И кој со помошта на Рокфелеровата фондација. На Рокфелеровата фондација го градат хигиенскиот завод и Рокфелеровата фондација го финансира тоа.
Тој човек, златар, е исклучително заслужен. Не знам колку сме му одале чест до сега во Скопје, веројатно, сигурно, но ете, таа е приказната за клиничкиот центар и посебно за бараката, добро што се сетивте. Ви благодарам многу за гостувањето, господине Гоцевски. Еве, навистина убаво, денот на ослободувањето на Скопје, се присетивме. Ке ве молам пак да ми дојдете гости, пак да збориме за Скопје, за овие работи. Остана оние урбаните легенди, трагедиите, љубовта. Ги читам вашите текстови, има овде што да се каже. И сакам да дојдете, да ги отвориме телефоните, да ги слушнеме скопјаните и они што ќе кажат, па да ги искоментираме тие работи. Прифаќам со задоволство и ви благодарам што ме поканивте и бевте многу инспиративни во разговорот. Ми беше чест.